За вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите за предјадење полнети канелони со пченка и модри сливи, како главно јадење плескавици запечени во рерна, за десерт пита со путер и вишни. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. За вашето утрешно мени, како предјадење ви предлагаме да подготвите полнети канелони со пченка и модри сливи. Главицата кроми ситно ја сечкаме. Лентите сланина ги сечкаме на коцки. Модрите сливи ситно ги сечкаме. Во тава на оган ставаме масло за јадење. Во друга тава на оган го ставаме маргаринот. На загреаното масло го ставаме и сечканиот кромит да се пржи. Откако кромидот ќе омекне, ги додаваме перчињата сланина. Откако сланината ќе се запржи, го додаваме меленото месо. Мешаме со лажицата. На загреаниот маргарин пак го ставаме брашното да се пржи. Мешаме со жицата. Откако брашното ќе се испржи, го налеваме млекото. Додаваме мешан зачин. Повторно мешаме со жицата додека бешамел сосот не ја добие потребната густина. Откако месото ќе се испржи, ги додаваме парчињата модри сливи и зрната пченка. Го додаваме ориганото. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Додаваме мешан зачин. Промешуваме. Во садот со доматното пире налеваме 200 мл вода. Мешаме со жица за матење. Тавата со испржениот фил ја тргаме од оган. Огноотпорниот сад го попрескуваме со масло за јадење. Потоа го ставаме филот во готварски шприц. Со шприцот со фил ги полниме канелоните. Полнетите канелони ги редиме во огноотпорниот сад. Ги преливаме со размешаното доматно пире. Го затвораме садот со алуминиумска фолија. Потоа го ставаме во рерна. Печеме 30 минути на температура од 180 степени. Го вадиме садот од рерна. Ги преливаме канелоните со бешамел сосот. На крупната страна од рендето во садот го рендаме кашкавалот.
Го враќаме садот во рерна. Печеме уште 15 минути на температура од 200 степени. Отполнетите канелони со пченка и модри сливи ставаме на чинија за сервирање. Украсуваме со гранчиња француски макдонос и цветови од морков. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 80 минути. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Каберне Совиньон со пурпурно-црвена боја, дискретна овошна арома и мириси на вишна, малина и на суво грозје. Се служи на температура од 16 до 18 степени. Испржете ги сечканиот кромид и коцките сланина, додадете ги меленото месо и сечканите сливи и пченката. Зачинете го филот. Од маргаринот, брашното, млекото и зачините сварете бешамел сос. Со готверски шприц наполнете ги канелоните со фил. Прелите ги со доматно пире, размешано со вода. Испечете ги под фолија. Прелите ги со бешамел сос. Изрендете кашкавал, допечете, сервирайте и украсете. Добар апетит! За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите плескавици запечени во рерна. На крупната страна од рендето во длабок сад рендаме една главица кромит. Го додаваме меленото месо. Мешаме со лажица. Чешнињата лук ситно ги сечкаме. Ситно го сечкаме и макдоносот. Го додаваме во длабокиот сад. Ја налеваме газираната вода. Јајцата ги кршиме, ги додаваме во садот. Го додаваме брашното. Потоа го додаваме и ориганото. Посолуваме. Нарасуваме мелен црн пипер. Мешаме со лажицата додека смесата не се соедини. На чинија попрскуваме масло за јадење. Со раце земаме од смесата, ги формираме плескавиците. Ги редиме на намрсената чинија. Потоа ги пржиме на загреано масло во тава на оган. Откако ќе поруменат од двете страни, скалесто ги редиме во со масло намрсен огноотпорен сад. Преостанатата главица кромит ситно ја сечкаме. Во тава на оган ставаме масло за јадење. На загреаното масло го ставаме и сечканиот кромит да се пржи. Откако кромидот ќе омекне, ги додаваме шампињоните. Потоа го додаваме и сечканиот лук. Во тенџере со 400 мл зовриена вода го додаваме прашокот за сос за печење. Откако шампињоните ќе се испржат во тавата, го додаваме доматното пире. Го налеваме сосот за печење. Промешуваме. Со содржината од тавата ги преливаме плескавиците. Садот го ставаме во рерна. Печеме 30 минути на температура од 210 степени. Го вадиме садот од рерна. На крупната страна од рендето во садот го рендаме кашкавалот. Потоа го враќаме садот во рерна. Печеме уште 15 минути на истата температура. Со калап во форма на куп на едната страна на чинијата за сервирање го нанесуваме претходно подготвеното рижото. Потоа ги сервираме плескавиците запечени во рерна. Преливаме со сосот од садот. Украсуваме со гранчиња макдонос. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 90 минути.
Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Мерло, со рубин црвена боја и арома на презреано грозје, мед и смеса на карамелизирани шумски плодови. Се служи на температура од 16 до 18 степени. Измешајте смеса од меленото месо, рендан кромит, сечкан макдонос, газирана вода, брашно и зачини. Формирајте плескавици. Испржете ги и наредете ги во огноотпорен сад. На загреано масло испржете ги сечканиот кромит, шампиньоните и сечканиот лук. Додадете ги доматното пире и размешаниот прашок за сос. Прелијте ги плескавиците и испечете. Изрендете кашкавал, допечете, сервирете и украсете. Добар апетит! Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите пита со путер и вишни. Во сад за матење ставаме 80 грама путер. Додаваме 60 грама шеќер. Кршиме 2 јајца, ги додаваме во садот. Потоа го додаваме брашното. На крупната страна од рендето во садот рендаме кора од лимон. Состојките ги месиме со рака. Смесата ја нанесуваме во намрсена и набрашната тркалезна тава за печење. Тавата ја ставаме во ревна. Печеме 20 минути на температура од 200 степени. Преостанатите 4 јајца ги кршиме. Белгите ги оставаме во сад настрана. Жолчките ги ставаме во тенџере на оган. Додаваме 100 грама шеќер. Го додаваме и ванилиниот шеќер. Потоа го додаваме ни шестето. Го налеваме млекото. Додаваме и 150 грама путер. Мешаме со жица за матење. Откако кремот ќе ја добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Тавата со полуиспеченото тесто ја вадиме од ревна. Врз тестото ги нанесуваме вишните. Наросуваме 50 грама шеќер. Потоа во тавата ги наросуваме мелените ореви. Врз оревите го нанесуваме кремот. Тавата ја враќаме во ревна. Печеме уште 15 минути на истата температура. Ја сечеме питата на осминки. Едно парче пита со путер и вишни ставаме на чинија за сервирање. Украсуваме со кругови киви и со вишни. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 70 минути. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје! Замесете смеса од путер, шеќер, јајца, рендана лимонова кора и брашно. Нанесете ја во тава. Печете 20 минути. Потоа нанесете ги вишните. Наросете шеќер и мелени ореви. Од 4 жолчки, шеќер, ванилин шеќер, нишесте млеко и путер сварете крем. Нанесете го во тавата. Допечете и сечете ја питата на парчиња. Сервирете и украсете. Добар апетит!
Začin K+, proizveden od organski suv zelenčuk, mirisni začini so najdobar kvalitet, nadoplnet so kalijumova sol i bez aditivi. To je receptot za vrven začin. Začin K+. Dobro je da znaješ što stavaš во јадењето. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Се надеваме дека со нашиот избор на јадења ви помогнавме да се одлучите што вкусно да сготвите за утре, а за следната емисија ви подготвуваме За предјадење салата бела бреза, како главно јадење хамбуршко печење, за десерт трилер торта.